кога ќе им дадеме чоколадо на нашите деца или било што благо. Несвесно ги труеме. И потоа кога ќе направат некоја преголема тежина или дебелина, ги тераме да се откажат од благо. А откажувањето од благо е еднакво на откажување од дрога или од алкохол. Сите оние кои што започнале макар и помала диета, знаат дека на почеток обавезно има главоболка, има несоница, има омалаксаност и сето тоа, тие проследни ефекти. Тоа чистење на организмот навистина е тешко. Исто тешко како одвикнување од алкохол или од дрога. И ние свесни за сето тоа, сепак и ние самите го труеме нашиот организам и на нашите дечиња им даваме свесно труејќи ги со тоа непотребно благост, тој непотребен шеќер, со тие непотребни чоколада, наполитанки, сладоледи и што ли уште не. Да бидеме совесни родители, да се однесуваме совесно, да го чуваме здравјето на нашите деца, бидејќи само со здрава храна денес е докажано дека може да имаме долговечност, да бидеме здрави, продуктивни и ефективни. Да му овозможиме на нашите деца еден здрав начин на живот, уште од мало детство, додека се мали, да ги учиме, да ги воспитуваме што е тоа добро за нив, а што е лошо. Да не ги учиме на лошото, а потоа да бараме добро од нив. Да се мачат и тие, да се мачиме и ние, да се одвикнат од сите тие пороци. Шеќерот е поголем порок од сето друго зло. Дрогата и алкохолот се забранети за деца, посебно дрогата, алкохолот и до 18 години. А белиот шеќер и сето она што го има во тој шеќер, сите оние гадоти, ние свесно им ги даваме и свесно ги труиме на нашите деца. Тоа е дозволено, тоа е рекламирано, оние сладки реклами кај што тече чоколадо, кај што има топло чоколадо, кај што во устата цели избркани со онаа чоколадо, ги асоцира нашите деца дека тоа е нешто убаво, а ние ги потикнуваме и им даваме уште толку дека тоа е навистина убаво и тоа ги прави среќни. Не, тоа е кратка среќа. Среќата не ја прави белиот шеќер. Затоа да внимаваме, да бидеме совесни и родители за доброто на нашите деца и самите себе.